Иако веќе 2,5 години заев шефува на Илинденска, на помалку од 6 месеци пред изборите, се сети на ветувањето за една изборна единица, период кој според препораките на ОПСЕ не е доволен за измени во изборниот законник, но и покрај желбите, сега и заев станува свесен дека ветувањето што го даде на граѓаните нема да може да го исполни за овие избори. А ние немаме како поинаку, ние се обетивме уште во кампања до 2016 година, дека сме за една изборна единица, тоа е дел од нашата изборна програма. Ако не успее, а не да може да успее, сакам да успее. Но и да не успее, ќе направи притисок за следниот пат на седување да се направи исчепор за нов изборен модел. Инаку токму едната изборна единица беше едно од главните ветувања на СДСМ пред парламентарните избори во 2016 година. Под точката секој глас подеднакво да вреди, во програмата План за живот на СДСМ се вели: Ке предложиме промена на изборниот модел при што Република Македонија ќе биде една изборна единица. На тој начин ќе обезбедиме еднаквост на гласот на сите граѓани во Република Македонија. Ќе создадеме шанса помалите политички партии да имаат самостоен настап наместо да зависат од предизборните коалиции и ќе ги прекинеме непродуктивните политички дебати за промена на границите кај изборните единици. Иницијативата за една изборна единица наместо СДСМ во собранието ја поднесоа претениците од помалите политички партии. Тие бараат новиот изборен модел да важи од изборите кои ќе следат по предвремените парламентарни избори на 12 април. Претеничката на Дом, Лиљана Поповска, како представник на групата иницијатори, порача дека тие нема да гласаат за новиот изборен законник ако во него нема една изборна единица.